Добре дојдовте во Акцент. Во денешното издание на Акцент, почитувани гледачи, на почетокот од емисијата, ќе го проследите разговорот со дел од наставниците и учениците од Општинското средно училиште Мирко Милевски од Кичево, кои како делегација од 23 до 29 април оваа година престојуваа во работна посета на Хелсинки, Финска, во рамки на проектот Еразмус Плюс. Во ова издание на емисијата, почитувани гледачи, повторно акцент ќе ставиме на протестните маршеви на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија во Кичево. Имено, минатата недела ги посети и познатиот актер Петар Темелковски, кој што имаше и специјално обраќање пред кичевчани, а изведе и дел од неговата монодрама "Да се биде македонец". Акцент започнува. Следете не. Од 23 до 29 април оваа година, делегација од професори и ученици од Општинското средно училиште Мирко Милевски од Кичево беа во официјална посета на Хелсинки, Финска, во рамките на проектот Еразмус Плюс, интегрирана програма на Европската Унија во областа на образованието, обуката и младите, и генерално им нуди можност на корисниците за обука во странство или креирање на заеднички проекти на теми од заеднички интерес помеѓу различни партнерски институции. Темата на која работеа учесниците во овој проект беше лобирањето во пракса. Од 23 до 29 април оваа година, делегација од Општинското средно училиште Мирко Милевски од Кичево, кои што се вклучени во проектот Еразмус Плюс, престојуваа во работна посета на Хелсинки во државата Финска. Мој соговорник во вечерашното издание на Акцент е координаторот на овој проект од Општинското средно училиште Мирко Милевски од Кичево, професорот Павлина Билеска. Професорке, ова е, рековме, проект наречен Еразмус Плюс. Вие како представници на училиштето, еве имавте можност да престојувате неколку дена во Финска, во градот Хелсинки. Може еве да ни кажете што всушност се случуваше таму, кои беа вашите работни обврски и вашите како наставници и оние на учениците, и на кои теми таму работевте, работилници, посета на училиште и сите оние работни задачи кои што ги имавте како делегација од училиштето. Добар ден, поздравувам вашите гледачи. Ова е втората ученичка активност од нашиот Еразмус Плюс проект, наречен рекламирање во различни општества. Вашите гледачи веќе се запознати од претходно. Ние бевме членови на една ученичка активност во Белгија, во Брисел, каде што темата на нашата работа беше лобирањето во теорија. Таму нашите ученици има исклучителни добри можности да се запознат со лобирањето воопшто, што значи зборот лобирање, да ја научат теоријата, да ги посетат Европскиот парламент и европските законодавни тела. Овој пат проектот поминува на втора фаза, се поминува на ново ниво, и ученичката активност се случува во Хелсинки, во Финска. Училиштето кое што ни беше домаќин се викаше Каракалио и се наоѓа во едно градче кое е околу 20 на километри од Хелсинки. Темата беше лобирање во пракса. Значи, она што учениците веќе го научија како теорија, сега има шанса да го применат и да видат како се тоа работи. Тимот кој престојуваше во Финска е составен од тројца професори, тоа јас како координатор, колешката Билјана Стојановска и колегата Горан Наумовски. Додека имавме 5 нови ученици кои имаа шанса да патуваат за Финска. Овие ученици претходно беа подготвени за патувањето. Нив им беше презентирано најмногу од страна на нивните пријатели кои беа во Белгија. Значи, децата кои беа во Белгија има задача да ги оспособат новите ученици кои ќе патуваат во Финска, за тоа што тие го научиле, да го пренесат знаењето. И тоа е целата идеја на самиот проект, да евалуира и да напредува. Учениците беа извонредно подготвени, морам да признам, имаа домашни работи, кои успешно ги сработија и ги презентираа. Среќна сум да истакнам дека нашите ученици знаат да се снајдат и да се представат и да ја представат Република Македонија во најдобро светло. Во самиот престој во Финска е работна посета.
и сите 5 работни дена се максимално исполнети. Повеќето од деновите беа работилници, токму на темата лобирањето во пракса. Децата имаа шанса да се сретнат со тамошните ученици, со тамошните професори, дури и своите изработки кои таму ги направија беа презентирани пред значајни личности од локалната самоуправа на самиот град, што беше извонредно ценето и многу битно за нас. Така, сигурно дека и самото учество и вие како професори, а секако и на учениците, ќе представува еден чекор плюс кон вашето практично искуство на оние теми на кои што таму сте работеле. Може ли еве да ни кажете, вие како представници од Општинското средно училиште од Кичево, учествувавте нели со собствена делегација, дали имаше и други представници од Македонија или бевте само вие? Не, проектот воопшто вклучува 4 држави. Тоа е Македонија, Летонија, Финска и Белгија. На сите наши ученички активности учествуваат сите држави. Овај пат беа финците домаќини. Следниот проект, следната ученичка активност ќе се случува оваа есен токму во Македонија, така да ние ќе бидеме домаќини на летонците, на финците и на белгијанците. Проектот очекуваме да заврши во мај 2018. Последната ученичка активност ќе се случува во градчето Скривери, неколку километри од Рига во Летонија. Сигурно дека и учениците нели се задоволни од нивната посета таму и нивната работа. Имаше, како што рековте и вие, голем број на работилници секојдневно во тие денови додека бевте присутни. Какви се нивните впечатоци, еве, дали се задоволни од нивната посета таму и нивната работа? Воопшто, нашите деца, за жал, ретко патуваат. Значи, нашите деца од нашето училиште ретко патуваат подалеку од Македонија и имаат шанса да видат некое друго училиште или некои други образовни институции. Првите деца што беа во Белгија беа пресреќени и презадоволни. Исто така и овие сега се презадоволни од тоа што го видоа. Веќе се пријатели, веќе се дружат со своите другари од кои ги запознаат таму, постојано се во контакт со нив и мислам дека да не должам многу подобро би било нив да ги прашате за да можат да ги кажат своите импресии и впечатоци од престојот во Финска. Учениците вклучени во овој проект со големи импресии и впечатоци од учеството на проектот во Хелсинки. Делегацијата која што беше присутна во Хелсинки, Финска, од Општинското средно училиште Мирко Милевски од Кичево, освен наставниците, присутни беа и 5 ученици од училиштето. Добар ден до сите. Еве, ќе поразговараме токму околу вашите активности, кои што ги имавте таму. На почеток нели ќе се представите и еве моето прво прашање би било како се одвиваа подготовките околу работилниците кои што ги имавте во Хелсинки? Јас сум Теодора Крагуеска и ние пред да тргнеме кон Хелсинки имавме задача која што требаше да ја сработиме како група и да ја презентираме. Ние во една недела од март требаше да следиме вести за Европската унија. Ние ги следевме од 1 до 8 март вестите што за Европската унија и од ними направивме една презентација во која што ние презентиравме во Хелсинки, во школото Каракалио. И секој ученик таму си имаше свој дел кој требаше да го презентира. Таму секоја држава си имаше своја презентација направено, но професорите нашата им се допадна немногу, бидејќи нашата беше лесно разбирлива, интересно представена и кратка. Така, тоа беше нели околу вашите подготовки кои што ги имавте, а сега еве може да споменеме нешто и околу тоа каков вид на активности и какви работилници имавте во училиштето каде што вие бевте гости. Добар ден, јас сум Љупчо Цветановски, ученик во втора 9, односно економска струка. Што се однесува до училишните активности кои беа застапени таму, можам да кажам дека првиот ден имавме некои почетни игри за да се
зближиме на некој начин со другите деца и на некој начин да не опуштат и самите нас. Потоа секој ден имавме посета на часови и можевме да следиме нивната настава како се одвива. Исто така и ние имавме заеднички час, сите представници од сите држави, односно час за готвење, научивме како се прави пита од боровинки. Потоа имавме една многу важна и сериозна задача која беше вкупно 3 дена. Беше во неа застапено следење на интервјуирање на луѓе насекаде низ Финска и од нивното интервју самите ние да сватиме каква градба на Хелсинки му недостасува и според тоа да направиме некаков си цртеж на нашата замислена градба и за истата таа да направиме видео кое го презентиравме во ЕМА музејот пред надлежно лице од истиот тој музеј. Исто така имавме некои завршни игри за лобирање и мислам дека со нив многу повеќе го подобривме лобирањето и смислата за самото тоа. Така, кога посетувате ваков тип на држава или училиште и градови, сигурно дека имате можност и ја користите таа можност да посетите и повеќе знаменитости и други градови во Финска. Каков беше случајот сега, дали искористивте таква можност? Добар ден, јас сум Евгенија Николаевска, ученичка од класот 2-4. Ние имавме слободни активности и тие започнаа уште од првата вечер кога ние пристигнавме во Хелсинки. Домаќините многу топло не пречака и првата вечер се собравме во една извинничка куќа каде што гледавме надпреварот Барселона и Мадрид. Помалце го гледавме надпреварот, а повеќе се запознававме ние, сакако прв пат се гледавме. Кога почнавме да одиме на училиште, децата ни организира како кино, гледавме еден филм кој беше базиран на вистинска приказна што се случила во градот каде што бевме сместени, во Еспо. Слободните активности продолжува после часовите, многу пати го посетивме трговскиот центар Село. Таму имаше различни продавници, беа многу интересни. Не носеа на многу вечери, заедно излегувавме на кафе. Сигурно дека и останатото слободно време го имате искористено во позитивна насока и онака да се искористи нешто пак да дознаете околу вашата посета во Финска. Како го поминавте слободното време надвор од сите овие активности кои што ги имавте и надвор од она што ни спомна и ученичката предходно, каде што сте имале можност да посетите повеќе знаменитости и градови? Добар ден, јас сум Наташа Дервенич, ученичка од 2-4. Да, ние имавме можност да посетиме и други градови освен Еспо, каде што престојувавме. Имавме можност да појдеме во Хелсинки, каде што имавме обиколка низ градот и ги видовме сите тие убави градби и имавме малку објаснето низ историјата, низ како тие градби биле создадени. Исто така имавме и можност да појдеме во Фацер, чоколадната фабрика, која што беше најпозната во Финска и таму имавме ни се пружи прилика и да ги вкусиме тие чоколади, колку што сакаме, што на сите баш ни се допадна. Исто така имавме и можност да појдеме и во Порво, кое што беше помало градче, каде што куќите беа изградени само од дрво и тоа најмногу нам ни се допадна. И исто така бевме и во ЕМА музејот, каде што имаше галерија во која што имаше различни уметнички дела. И секако дека она што е можеби најкорисно од вашата посета е како вие ова што сте го научиле ќе го пренесете или ќе го примените во активностите кои што ќе ги имате во училиштето каде што учите, кои ќе бидат вашите ученички активности овде во Македонија? Пред се, добар ден до вас, голем поздрав до вас и до сите гледачи на телевизија Мега, што моментално се надевам дека не гледаат. Јас сум Давор Илиевски и ученик во 2-1 во нашето училиште Мирко Милевски во Кичево.
За тоа ни е добро да го доловиме, треба прво со еден благ пречек за добра дојде да ги нашите гости да ги примиме, да направиме различни интересни работи, како например шатање низ нашиот град, низ Прилеп, Скопје и Охрид, мислам. Треба да ги пречакаме со благи насмевки, со желба и елан за работа, малце едукација, игра, дружење и различни екскурзии. Тоа се надевам дека добро ќе го исфилуваме заедно со нашата група на професори кои мислам дека заслужуваат стварно еден добар аплауз и поддршка за сето тоа што нас ни го пружија да го видиме и за се ни помагаат, и на крајот ќе мора да ги испратиме со едно големо догледање и со голема мисла и желба дека повторно ќе се видиме некој 7 пат. Сигурно дека ќе има и нареден пат, ова секако за сите вас е едно убаво и големо искуство. Се надевам дека вашите стекнати знаења таму ќе имате можност да ги примените и во училиштето и можеби и на други места каде што ќе имате можност. Ви посакувам многу успех. Наставниците и учениците со своји очекувања пред посетата, но и со планови за воиднина. Ги слушнавме сите оние впечатоци и размислувања и стекнати знаења кои што ги има учениците, кои што беа дел од тимот што престојуваше во Финска, а исто така дел од тимот во делот на наставниците е и наставникот Билјана Стојановска. Билјана, може ли еве да проговориме нешто околу оние ваши очекувања кои што ги имавте како тим и како училиште пред да заминете за Финска? Секако дека очекувањата, верувам дека биле големи, бидејќи Финска важи за една од поразвиените земји, каде што и образовниот систем е на едно друго ниво. Што очекувавте пред да заминете? Какви беа тие ваши очекувања? Па, ако земеме во предвид дека при секое патување, и приватно патување, и секое и службено патување, сите имаме некакви очекувања. И предходниот пат, кога со учениците патувавме во Белгија, имавме очекувања и замисли како тоа се би изгледало во тој некој друг западен, поразвиен свет од нас. Овој пат, да бидам искрена, навистина имавме премногу високи очекувања, првенствено заради тоа што според сите релевантни критериуми, финскиот образовен систем важи за број 1 образовен систем во светот и следствено на тоа и нашите очекувања беа многу високи и тоа и го оправда нашите домаќини. Тоа што го видовме таму навистина беше едно училиште кое има исклучително опрема, исклучително добри услови за работа, кои што беа ставени на располагање на нашите ученици. Од материјална гледна страна, значи имаат инструменти и опрема која што може би ние не ни беше во замислата дека може да бидат дел од некое училиште кај нас, меѓутоа во нивниот систем тоа е можеби и својствено, меѓутоа во секој случај беше интересно за нашите ученици и за нас како професори и тоа да може да го искористиме и понатака во иднина. Од друга страна, што посебно, освен материјалниот момент, сите сме фасцинирани од самото функционирање на нивниот систем, на образовниот систем, од сериозноста и од студиозноста и пристапот кон работата на самите професори и кон нивниот пристап кон наставните програми и реализацијата на часовите. Имавме прилика да посетиме и часови. Јас лично присуствував на час по фински јазик, колегите и колешките беа на час по музичко воспитување и тоа е интересно да се спомне дека кабинетот по музичка уметност е опремен со инструменти од Финската филхармонија. Понатаму имавме прилика да присуствуваме на час на готвење, така што целата таа поставеност, целиот тој систем е
фасцинантен и навистина ни го подигна нивото на критериумите кои што ги имаме сега ние за гледиштето према образовниот процес кај нас генерално. Така, сигурно дека, ете, можеби вие како наши представници таму, ќе можете и видно да допринесете и во развојот не само на нашето училиште тука во Кичево, туку и општо во образовниот систем во нашата земја. Она што исто така интересно е да споменеме и кои се идните чекори, наредните фази. Знам дека подолг период ќе трае овој проект каде што е вклучено училиштето, кои ќе бидат наредните фази и во однос на она што е досега сработено, значи во Финска и во Белгија, и во однос на она што следува понатаму. Така. Проектот завршува во мај 2018 година, со тоа што наредната фаза е нашата организација, односно нашето училиште Мирко Милески ќе биде домаќин на следната ученичка активност од 24 до 30 септември оваа година, а во мај наредната година Летонското училиште од градот Скривери ќе биде домаќин. Темите, како што веќе и напомена претходни учениците и координаторот на проектот, во првата и втората фаза беа лобирањето во теорија и пракса, со тоа што следните активности продолжуваат од областа на маркетингот. Темата за Македонија е брендирање и логоа и учениците ќе имаат задача да изработат логоа на компании и лого на самиот проект, кое што веќе почна да се изработува, па ќе продолжи и понатаму во рамките на работилниците кои што ќе бидат во нашето училиште во септември, а последната фаза е маркетингот во пракса. Значи таа е темата која што ќе биде разработена на работилницата во Летонија. Искрено, ние сите имаме веќе сега еден голем предизвик пред нас, затоа што од тоа што го видовме, поготово во Финска, критериумите и предизвикот што стои пред нас навистина е голем и се надевам дека ќе го оправдаме сето тоа. Учениците се желни и вољни за работа, се надевам дека ќе придонесат исто толку колку што и ние самите сме спремни и навистина имаме желба за да се покажеме како добри домаќини и она прашање кое што често ми го поставуваат со што ние ќе се пофалиме, па гостопримливоста на македонскиот народ и желбата да се угостат сите, поготово странци кога доаѓаат кај нас е многу голема, така да ќе искористиме таа наша предност за да се заминат исто така задоволни како што ние се заминавме од Финска. Сигурно дека ќе биде така, ќе ги очекуваме гостите кои што ќе го посетат нашиот град и Општинското средно училиште Мирко Милески од Кичево. Ќе ви посакам многу успех во понатамошниот дел од проектот и секако и понатамошно успешно представување и ваше како вработени и секако и на учениците, меѓутоа и на целото училиште. Благодарам и се надевам и на идна соработка и покриеност на сите настани од страна на вашата телевизија и во рамките на проектот кога ќе се одвива тука во нашето училиште. Благодарам. Почитувани гледачи, имавте можност да проследите разговор со координаторот на проектот, односно преку училиштето, Општинското средно училиште Мирко Милески од Кичево, професорот Павлина Билеска. Разговаравме и со професор Билјана Стојановска околу тоа што тие очекува и што е она што следува наредниот период, а исто така имавте можност да слушнете и се она што е како впечаток или се она што го сработиле и знаат да го пренесат сега и учениците кои што беа дел од делегацијата и на овие ученици кои што престојуваа во Хелсинки во Финска, меѓутоа и претходните кои што беа во Белгија. Се надевам дека понатаму успешно ќе продолжат во овој проект, а ние како телевизија секако дека ќе ги проследиме и настаните кои што ќе следат, а веќе наредниот е ова есен токму овде во Општинското средно училиште Мирко Милески од Кичево.
браќа и мили сестри, градители на првата црква Христова во Солун, јас, Павле и моите собраќа Силуан и Тимотеј, секогаш му благодариме на Бога за сите вас, секогаш ве спомнуваме во молитвите наши и секаде го кажуваме како пример трудот на вашата вера, делото на вашата љубов и трпението на надежта ваша во нашиот Господ Исус Христос. Така што вие станавте образец за сите верници, оти од вас македонците одекна Словото Господово, и не само во Македонија и во Ахаја, туку насекаде, во секое место се пронесе славата за верата ваша во Бога. Ете затоа, мили брајче и мили сестри, да се биде македонец, најпрво ни е света работа, а дури потоа проклетство и немир. Нека го отворат Светото Писмо и ќе видат дека ние не сме македонци само затоа што пееме, што играме, што пишуваме, што зборуваме, што се караме и што се мириме на македонски. Нека го отворат Светото Писмо и ќе видат дека македонци сме најмногу само затоа што сме страдале на македонски. Никогаш не и се израдувавме на татковината. Со едната рака ја оравме, со другата ја браневме. И до денов денешен ја немаме целата асолно одбрането, па сепак прекрасно и од Бога благословено е што сме македонци и што сме жив нишан во светот. Што е праведен Ное меѓу луѓето, тоа сме ние македонците меѓу народите. Ускратено ни беше и пак велевме голем е Господ. Одземено ни беше и пак велевме непогрешлив е Господ. Само надежта ни остана и пак велиме справедлив е Господ. А имаше векови на златната боја, кога Македонија беше зацарена на половина планета, од Пела до Персија, и никој тогаш немаше дрскост да рече дека сме малољуден народ, неважна земја, вештачка творба, дека Коминтерната не измислила, никој немаше тогаш дрскост да рече, а денеска секој имбецил си зема за право да не прекрстува, да не навредува, да не гази, да не понижува и бескрајно и безсрамно да ни докажува дека ние македонците во сушност не сме биле тоа што сме. Ние, македонците, никогаш досега, ниту куќа, ниту црква, ниту манастир, ниту што да е друго, со туѓ камен не изградивме. Ние македонците никогаш досега не стекнавме знаење за тоа како се прават неправедни држави и фалсификувани истории, ниту како се пустошат туѓи градови и гробови. Затоа имаме недоброј молитвеници кои зволија за нашиот напатен народ и за нашата распарчена земја, рајските порти секогаш да бидат отворени. Ние, македонците, никогаш досега не сме биле задоени во мир и маштина. Од градите на нашите мајки никогаш не текло мед и млеко. Од градите на нашите мајки секогаш тече немир, тече пелин, тече бунт. Од градите на нашите мајки тече крвта на фалангите, крвта на војводите, крвта на комитите, крвта на партизаните,
крвта на бранителите. Ете, затоа ние денеска имаме силен глас, дури за најтврди уши. Пред повеќе од 100 години Македонија е распарчена во Букурешт. Алчните балкански држави и нивните европски помагатели и прематари си мислеа дека ќе замре нашиот боголюбив збор, дека ќе секне нашата молитвена песна, дека ќе изгаснат нашите бунтовни души, дека ќе се скине нашето тешко оро, дека нашите измачени мајки ќе престанат да раѓаат горди и храбри синови и дека со тоа ќе заврши нашата древна, нашата славна, нашата 70 вековна историја. Но еве, слава му, исполај му на Господа. Сето тоа до денов денешен, ечи, трешти, врие, клокоти, се бунтува во нас и со голо око сега може да се види македонската постојбина и од Ерусалем, и од Света Гора, и од Брисел, и од Берлин, и од Букурешт, и од Лондон, и од Вашингтон, и од Њујорк, од и Македонија не е само држава. Да беше нашата татковина, нашата Македонија само една обична држава, какви што се нивните, денеска немаше да има ни една прашинка од неа. Туку Македонија е икона на Балканот. Македонија е црква на Европа. Македонија е манастир на светот. Ете затоа раката ќе им се исуши. Раката ќе им се исуши на тие наши македонски предавници, ако ја продадат земјата своја за 30 сребреници, за да купат место на лажна и валкана трпеза. Името ќе им се отпише, ако се одрешат од името на јазикот свој и од јазикот на народот свој и од јазикот на песните своји и од јазикот на молитвите своји и од јазикот на здравиците своји. Затоа им велам на нашите македонски предавници да си го соберат паметот во главата и да размислуваат за Македонија не според она со кое ги подкупиле, ги плаќале и ги заразиле, туку според она со кое ги лекувале. Оти речено е, почесто и подостоинствено е да одиш сакат и слеп, отколку со извалкан образ. Затоа пак им велам на нашите македонски изродени предавници да си го соберат паметот во главата и да размислуваат за Македонија не според она со кое ги плаќале, ги подкупиле и ги заразиле, туку според она со кое преку верата Христова ги лекувале. Оти Македонија не е веќе остаток од светот. Македонија е душата на светот. Ние од себе градевме, светот го градевме. Иако ни е зборот единствен куршум, по зборот со камења ни фрлаат. Иако ни е песната единствена војна, од книгите ни ја бришат. Иако ни е црквата единствена куќа, темелите ги подкопуваат, па сепак ние македонците преку мртви, преку жртви, преку робие, преку гробие, преку клани, преку драни, преку ками, преку јами,
преку се други презрено и просто, че кориме кон нашиот бел и чесен обстој, че кориме и со чиста совест, со здрав разум, со благородна и бунтовна душа говориме, обезправени македонци, обездомени браќа наши, распарчена и нападната татковидо наша, главата горе, ние сме секогаш со вас. Ние сме секогаш со вас, зашто иста мајка не раѓала, исти куршуми не гаѓале, иста кама ни го секла гркланот, иста ортоба не висела на вратот, главата горе и на многа ја лета древному народу македонскому, на многа ја лета обесправеному народу македонскому, на многа ја лета Божјему народу македонскому, на многа ја лета благословеному народу македонскому и на многа ја лета безсмертному народу македонскому. Мили браќа и мили сестри, никогаш нема да пропадне нашата татковина, бидејќи Божјата стапалка преку нозете на светиот апостол Павле поминала низ Македонија. И кога пред 2000 години од по двете дрвени греди светиот апостол Павле во врзопче од солза ја собираше големата болка на нашиот Господ Исус Христос, ја донесе кај нас во Македонија и низ зрак прероден во око ја пророни во Белото море. Потоа се врати назад кај атињаните, се врати назад кај коринтјаните, се врати назад кај римјаните, се врати назад кај остатокот од светот и им рече вака: љубете го Господа Исуса Христа, нашиот маченик, мили браќа и мили сестри, возлюбете го. Ако не знаете колку, ако не знаете како, возлюбете го толку и онолку како што го љубат македонците. Македонија. Тука е крајот на уште едно издание на Акцент со нови содржини наредниот вторник во истото време. Довидување.